Се приближува летото, но временските услови никако да се стабилизираат. Тоа најмалку им пречи на вистинските љубители на моторциклите. За нив денеска одвојуваме прилог кој ќе ги израдува сите поклоници на новините на две тркала. Volkswagen веќе ја најави продолжената верзија на електричниот ID. Buzz, закажана за комерцијализација идната година, исто како и Lexus LBX, кој е направен за Европа. Од Англија ни доаѓа најсилниот Range Rover во изведбата Sport SV, кого во првата година ќе можат да го купат само муштерии кои имаат покана од производителот. Имаме уште приказки на тркала, но прво погледнете ги вестите. Со цел да остане актуелен, Peugeot за E308 обезбеди посилен мотор од 115 kW, со кого популарниот компакт ќе има автономија од 412 km. Наречен прво издание, тој се заснова на највисокото ниво на опременост GT и се испорачува во бела боја. Новиот Peugeot E308 ќе се произведува во Франција, а ќе се испорачува од септември. За Dacia дефинитивно започнува новото доба. Компанијата се пофали дека успеала за само 24 часа да го трансформира процесот на производство за имплементирање на новиот визуелен идентитет кај своите модели. Овој индустријски предизвик истовремено изведен во трите фабрики во кои се произведуваат автомобилите на марката, една во Романија и две во Мароко. За тоа претходеше обука на илјадници вработени и обезбедување логистичка поддршка за да се задржи динамиката на производството и оствари планот тој ден 3100 возила да ги напуштат монтажните ленти. На нив купно се променети 190 делови од 57 различни добавувачи. Подготовките за оваа метаморфоза траја повеќе од една година. Истовремено, романската фабрика ја ажурираше и понудата со новата Extreme серија на сите своји модели, од продажниот хит Jogger до електричниот Spring. Како малосеријски производител на хиперспортски автомобили, Pagani е еден од ретките кој е исклучен од обврската да нуди само електрични модели. Компанијата сепак никогаш не се плашела од предизвикот на иновациите и развива токму таков автомобил веќе 5 години. Но на сето тоа ќе му дојде крај. Од највисокото раководство соопштија дека нема да се откажат од бензинот како движечко гориво за своите филигрански производи. Причината е што според сето на собрано искуство електричните суперавтомобили се претешки за да бидат забавни во возењето. Затоа и Pagani ќе ги користи бензинските агрегати барем до 2035 година. До тогаш се надеваат дека ќе се развиваат батериски технологии кои тежински не би ги осакатувале возните својства на суперавтомобилите според критериумите што оваа компанија ги има. Шест години откако дебитираше, конечно започна испораките на софистицираниот Faraday Future. Овој електричен автомобил, промовиран како најбрз во светот, го красат бројни карактеристики. Ударната сила му е погонскиот систем кој располага со 1050 конски сили, со кои до 96 км на час забрзува за фантастични 2,27 секунди. Автономијата, како велат од компанијата, му изнесува 613 км, а вештачката интелигенција го прави уникатен во светот на автомобилите.
Таква му е и цената која надминува $300,000, што е скоро двојно повеќе од иницијално најавената. Плановите на компанијата од Калифорнија, чиј основач е еден контроверзен кинески бизнисмен, велат дека ќе бидат направени 300 примероци од овој ултраавтомобил, но тоа според многу показатели е тешко остварливо. Светот на електричните автомобили едноставно многу се смени во последниве 6 години откако Faraday Future истапи на сцената. Јапонците ги здружија силите. Производителите на товарни возила Hino и Fuso во иднина ќе делуваат заедно. Овие компании, зад кои стојат Toyota и Daimler, ќе работат на нови технологии за климатски неутрално производство и намалување на емисијата на јаглеродиоксид. Се планираат активности и во други области, како што се автономното возење, услуга на поврзаност и електрични погонски системи. Според идејата за нивното здружување, камионите и автобусите го одржуваат светот во движење и ова партнерство ќе ја представува иднината на јапонската индустрија на комерцијални возила со намера да стане глобално конкурентна. Деталите за корпоративната структура на заедничката компанија ќе бидат разработени во текот на наредните 18 месеци. Stellantis, Mercedes и Total ја отворија првата од трите планирани гигафабрики за производство на батерии за електрични возила. Лоцирана на крајниот север на Франција, оваа фабрика ќе има почетен производствен капацитет од 13 гигават часа батерии, кои до крајот на деценијата ќе се зголемат 3 пати. Ќе произведува литиум-ионски батерии со високи перформанси, кои се очекува да започнат да се вградуваат во сериските возила идната пролет. Во фокусот на компанијата е да се обезбедат нови технолошки решенија, како што се solid state и литиум-сулфурните батерии. Современиот процес на производство ќе гарантира минимални количини јаглеродиоксид испуштени во атмосферата. Во фабриката, дебело поддржана од француската влада, ќе бидат вработени најмалку 600 лица. Другите две гигафабрики на оваа компанија, основана 2020 година, ќе бидат изградени во Германија и Италија. Помина цела година откако започна продажбата на спортскиот Nissan Z, а овој модел се уште фасцинира. За да ја задоволат љубопитноста на јавноста, јапонците малку си поиграа со неговиот 3-литарски вешес агрегат. За да се види како функционира, некои делови на ова техничко ремек дело се заменети со прозирни, а други хромирани или со нанесено посебна боја. Спарен со мануелен менувач со 6 или автоматски со 9 степени, овој мотор на јапонското купе му дава посебна доза задоволство во возењето. Неговите 400 коњи, кои се пренесуваат на задните тркала, му обезбедуваат максимални 250 км на час и забрзување до првите 100 за 4,5 секунди. Со оглед на се, цената од $40,000 воопшто не е висока. За жал, Nissan не го нуди во Европа.
Metropolis, broj 1 radio mreža. Tu me fais tourner la tête. Je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde. Mon manège à moi. Uživajte во возењето. Новиот Peugeot 308. Уникатни сензации. Јапонците се надеваат дека најмалиот модел кој на пазарот ќе дојде в година ќе го зголеми обемот на продажбата во Европа. LBX наскоро ќе биде најмалиот Lexus што досега ќе биде лансиран на пазарот и првенствено е наменет да привлече нови купувачи на луксузната дивизија на Toyota. Тој е скроен да им се допадне првенствено на помладите европски клиенти, а очекувањата се дека годишно ќе шармира 25.000 нови купувачи. Трите букви LBX, кои значат Lexus Breakthrough Crossover, веќе ја откриваат посебната позиција во гамата на моделите на Lexus. Градскиот кросовер долг е 4,20 метри, а користи прилагодената платформа за мали автомобили GAB на Toyota. Звучи познато? Lexus LBX всушност е луксузна интерпретација на Yaris Cross, поставен на 18-инчни тркала и како што доликува на премиум производ, направени се дизајнерски зафати, јасно да го дистанцираат од донаторот. Маската на ладилникот и светлата добија потполно нова интерпретација, акцентирајќи го гломазниот изглед на предницата со што е зачуван идентитетот на марката. Ова исто така важи и за дизајнот на каросеријата, кој безпрекорно се вклопува во дизајнерскиот јазик на Lexus. Секако дека ќе ги исполни очекувањата со фините материјали и безпрекорната изработка. И покрај компактните димензии има доволно простор за 4 лица, а инженерите ветуваат дека при возењето преовладува тишината типична за брендот. Возачот гледа во уредно концепиран информативен центар кој може да биде дополнет со head-up дисплеј. Инфозабавата се контролира преку централно лоцираниот 9,8 инчен монитор осетлив на допир. Багажниот простор нуди 332, а во верзијата со погон на сите тркала волуменот е намален на 240 литри. Како што се очекува, за погонот се користи веќе познатиот хибриден систем, во кој 1,5 литарски трицилиндричен агрегат е комбиниран со електричен мотор, кои заедно постигнуваат системска моќност од 136 конски сили. Спринтот до 100 км на час се абсолвира за 9,2 секунди, а максималната брзина е 170 км на час. Вториот електричен мотор во задниот дел му дозволува на LBX да мутира во возило со погон на сите тркала. Најновата генерација на Lexus Safety System Plus е одговорна за безбедноста, а отворена е опцијата дали во иднина ќе има целосно електрична варијанта. LBX ќе има 5 нивоа на опременост, 3 во чиј фокус е пред се висококвалитетниот изглед и 2 наменети за поспортски и подинамични впечатоци. Цената за најмалиот модел во портфолиото се уште не е одредена, но логично би било таа да биде околу 30.000 евра. На ова се надоврзува амбицијата на Lexus да се продаваат годишно во Европа околу 25.000 примероци на LBX, што ќе помогне марката да го достигне нивото од 100.000 продадени примероци. Lexus моментално во Европа продава околу 70.000 возила годишно.
За разлика од повеќето други производители на автомобили, почетоците на BMW се малку поинакви. Основан 1913-та, на почетокот делуваше во воздухопловната индустрија, а во бизнисот со автомобили влезе 15 години подоцна, купувајќи ја компанијата Automobilwerk Eisenach. Таа произведува мал автомобил под лиценца на Austin 7, кој за германскиот пазар беше наречен Dixie. Се покажа многу популарен и ги зацрта почетоците на BMW на 4 тркала. Овој автомобил со 2 врати беше доста современ за своето време. Имаше мотор со зафатнина од 747 кубни сантиметри, чии 15 конски сили му обезбедуваа максимална брзина од 75 км на час. Просечната потрошувачка од 5,5 литри и посебно прилагодливите амортизери го направија погоден за користење како такси возило и покрај тоа што не беше познат по својата издржливост. Со текот на времето баварците го унапредија додавајќи му сопирачки на сите тркала, а понудата беше проширена со кабриолет и комби верзии. Во 1930 година неговиот мотор беше заселен на 18 коњи кои му обезбедуваа дури и спортски карактеристики, а му беше додадена и ознаката Вартбург според истоимениот дворец во близина на фабриката каде се произведуваше. Овој автомобил остана во понудата до истекот на лиценцата во 1932 година, кога после произведени нешто повеќе од 25.000 возила беше заменет со модел со сопствена конструкција. Ке биде ли Сеат жртва на успехот на Купра? Додека новосоздадената марка граби напред, од Шпанија стигнуваат вести за намалување на производството на матичниот бренд за цели 18%. Иако за неа никој не зборува, овие бројки ја кажуваат непријатната вистина, а економската логика неумоливо ја доведува иднината на Сеат под знак на прашање. Затоа придонесува и распределбата на ресурсите интерно во компанијата, но и низ целата групација. Едно од можните сценарија со кои се шпекулира е Сеат да згасне како автомобилска марка и целокупното свое делување да го префрли на полето на персоналната мобилност, конкретно на електричните скутери, тротинети и мали возила за заедничко користење. Такво нешто всушност беше веќе најавено во 2019-та, кога тогашниот прв човек Лука Де Мео ја представи електричната иднина на компанијата. Неслучајно тоа се поклопи со лансирањето на Купра, чиј пазарен поход очигледно има предност. Сепак треба да биде јасно дека ништо радикално нема да се промени преку ноќ, а како критичен датум се наведува 2035 година, кога ерата на автомобилите со мотори со внатрешно согорување ќе заврши. Ямаха уште еднаш покажа зошто е ценето име меѓу моторциклистите широм светот. Јапонскиот производител вешто го одржува оптималниот баланс меѓу техниката и можностите со серија надградби на успешните модели, меѓу кои за новата сезона се издвојуваат два. Авантуристите ќе ги привлече ултимативното World Rally издание на Tenere 700, креирано според советите на пустинската легенда Стефан Петер Хансел. Оние кои размислуваат попрактично ќе се одушевуваат на унапредениот X-Max 300, со кој Ямаха уште еднаш ја помести границата меѓу мотоциклите и скутерите. Сладокусците пак нема да можат да го отргнат погледот од првиот кафе рейсер на британскиот Нортон, кој ќе биде направен во само 200 примероци. Само оној кој ја почувствувал возбудата знае што носи светот на две тркала. Тоа посебно го ценат авантуристички расположените кои Ямаха ги предизвикува со World Rally изданието на семокниот Tenere 700. Во креирањето на овој моторцикл наменет за секакви потфати учествуваше и пустинската легенда Стефан Петер Хансел. Зад препознатливите бои на фабричкиот тркачки тим се наоѓа серија унапредени компоненти. Предната телескопска вилјушка е прилагодена за совладување тешки
терени, а моторциклот има дополнителни резервоари за гориво со вкупен капацитет од 23 литри. Ексклузивниот титаниумски издув го има подпишано Акраповиќ, а за дводелното и рамно седиште може да се вгради багажник. 5-инчниот TFT дисплеј во боја се поврзува со телефон, систем против блокирање на тркалата е 3-степен, а управувачот пригодлив и со амортизер за притушување на ударите од нерамниот терен. Оние пак кои мораат да го поминат своето време на градските улици, ќе ги развесели обновениот X-Max 300. Овој макси скутер со распоредот на предните и задните светла се здоби со контура која му дава видлив израз на буквата X користена во неговата ознака. Мигавците кои се поместени на висина на рачките служат и како дефлектори на воздух, а погледот го привлекува и цврстото седиште со потпора за грб. Информациите распоредени на двата дисплеи лесно се воочливи, а конективните можности подобрени со посебна апликација. Едноцилиндричниот агрегат од 292 кубни сантиметри остана непроменет. Реагира брзо и добро, а безстепената трансмисија ги распоредува неговите 28 коњи низ целото работно подрачје. Доброто проектирано ослонување и квалитетните пневматици ветуваат доверба при возењето и на автопат, а системот за контролата на тракцијата се грижи за безбедноста на сите услови на возење. Практичноста му ја зголемуваат и просторот под седиштото од широкогради 44 литри, во кои се среќава и конектор за телефон. Вниманието на безкомпромисните и желни за ултимативни машини ќе го привлече најновиот модел на веќе подзаборавениот британски бренд Norton. Неговата ознака V4CR, која едноставно се толкува, кажува дека има 4-цилиндричен мотор во V конфигурација, додека буквите CR се акроним за Cafe Racer. За уживањето на возачот во нелимитираните перформанси што ги обезбедуваат неговите 185 коњи се грижат бројни детали, внимателно обработени од експертите на компанијата, чија традиција досега 125 години во минатото. Рамката е од алуминиумски цевки и резерварот за гориво засилен со кевлар, а ослонувањето е составено од врвни компоненти. Врвна е и цената од 42.000 фунти, а ќе бидат направени само 200 примероци. Топлите денови што ни доаѓаат просто мамат да се напушти асфалтот и бетонот на урбаната џунгла и да се побегне во природата. Но поставувањето шатор за некој знае да биде тешка работа и да го расипе расположението, а не секој може да си дозволи моторхоум. Со тоа на ум компанијата Mogic, составена од тимови од Сингапур, Тајван и Соединетите Американски држави, разви уникатен производ наречен Car-Sule. Тој во основа е платнена екстензија кој вашиот автомобил за само неколку минути го претвора во возило за кампување. Се поставува на задниот дел од возилото, кое најдобро е да биде моноволуменско или теренец и обезбедува дополнителни 2 квадратни метри простор, плюс она што го нуди багажникот. Дизајниран е така да обезбедува циркулирање на свеж воздух и многу природно светло, а има и диагонални затегнувачи на кои можат да се закачат разни предмети. Интересна и цената од нешто помалку од $400, а од компанијата велат дека за него покажале интерес илјадници возачи. Со воведувањето на новиот корпоративен идентитет, Land Rover го враќа Range Rover како собствен бренд. Првенецот е најсилниот модел што некогаш ја понел престижната марка. Тоа е Range Rover Sport во SV издание. Кратенката е за специјални возила. Еве што се е специјално во него. За да го обележи повторното репозиционирање на луксузната теренска марка во собствените рамки, Land Rover ја лансира најсилната серијска изведба на Range Rover. Честа му припадна на моделот Sport кој го доби беџот SV и стана нова врвна изведба. Тоа му го овозможи 4,4 литарскиот V8 Twin Turbo мотор кој испорачува 635 конски сили.
Луксузниот теренец спринта од 0 до 100 км на час за 3,8 секунди, а брзинометарот се искачува до 290 км на час. Досега ниту еден Range Rover не понудил повеќе. Со цел безбедно да ги донесе високите перформанси на патот, Sport SV има ново развиено подвозје 6D Dynamics со хидраулични амортизери. Каросеријата е аеродинамички оптимизирана и има ново профилирани површини. Хаубата е направена од јаглеродни влакна за намалување на тежината. Јаглер од керамичките сопирачки на Brembo располагаат со ексклузивни SV клешти со 8 клипови достапни во различни бои. Land Rover наведува дека стандардната потрошувачка со благиот хибриден систем достигнува 12,5 литри на 100 км. Ова ја намалува емисијата на CO2 за околу 15% до 282 грама на километар. Има уште неколку пикантерии. Лопатките за менување на преносите за дволенот имаат интегрирано осветлување. Уникатни се и предните седишта наречени тело и душа. Тие се споени со звучниот систем Meridian и не само што генерираат hi-fi аудио вибрации во подпирачите за грб, туку имаат и wellness функција за која, врз основа на специјално снимени звуци, имаат смирувачки ефект врз отчукувањето на срцето. Покрај на силната изведба SV, Range Rover Sport ке има бројни ажурирања, како што е помоќниот електричен мотор од 160 киловати за приклучните хибридни погони со системска моќност од 460 и 550 конски сили, како и ажуриран инфозабавен систем. Во првата година на производството, новиот Range Rover Sport SV ке е достапен само по покана на марката, која ќе ја упати до избрани клиенти, и таа серија ке се нарекува Edition 1. Електричните возила зафаќаат се поголем процент од вкупната продажба, но се уште се реткост на улиците. Судејќи според најновото истражување на една организација на потрошувачите спроведено во повеќе европски земји, така ќе остане барем уште некое време. Според оваа студија, 8 од 10 возачи при купувањето на наредниот свој автомобил ќе размислуваат и за електричен, но 6 од нив најверојатно ќе се решат за класичен. Причините се повеќе или помалку познати, но подлабоката нивна анализа покажува дека всушност се базираат на погрешна или недоволна информираност. Кога автономијата е во прашање, скоро сите сметаат дека таа е мала. Тоа е факт кој долго време е присутен во размислувањата, иако не секогаш е релевантен. Од дополнителните одговори на анкетираните возачи се дознава дека многу мал дел од нив почесто од еднаш месечно поминуваат по повеќе од 100 км дневно. Со оглед дека сите нови електрични автомобили имаат автономија од 250 до преку 500 км, автономијата како одбивна причина за нив тешко може да се оправда. Друга погрешна перцепција е што се смета дека инсталирањето куќен полнач е скапо. Вистината е дека тие, колку и да чинат, бргу ќе ги оправдаат парите, бидејќи користењето јавни полначи за секојдневни потреби ќе донесе и до неколку пати поголеми сметки. Во однос на трајноста на батериите, негативните митови се повеќе се разбиваат главно заради долгогодишните гаранции што производителите ги даваат. Сепак, за да траат повеќе, батериите треба плански да се дополнуваат, најдобро бавно преку ноќ, бидејќи брзото полнење повеќе ги загрева и нивниот век на траење се скратува. Што се однесува за цената на електричните возила, тука се е јасно, таа ќе се намалува, но тие сепак ќе останат скапи. Јасно е дека иднината ќе им припадне на електричните автомобили, но колку брго ќе ги прифатиме зависи само од нас самите. Во својата електрична трансформација, Volkswagen не ја заборава својата историја. Пред една година представено е комбето ID Buzz, а веќе за следната пролет на европскиот пазар доаѓа верзијата со продолжено меѓуоскино растојание. Нови мотори и батерии се само дел од новостите предвидени за електричното комбе, кое, судејќи според интересот на пазарот, може да стане икона како неговиот далечен роднина Були.
Во својата историја, Volkswagen има неколку иконски модели што го обележија своето време. Електрификацијата налага нов пристап, но секогаш е интересна кога ќе се помеша со традицијата. Таков пример е Volkswagen ID Buzz, електричната интерпретација на некогаш многу популарниот Були. Една година по комерцијализацијата, од Wolfsburg ја најавија неговата втора изведба со продолжено меѓуоскино растојание. Очигледно дека ID Buzz има потенцијал да стане одлично продаван модел, па изгледот е задржан, но за оваа прилика има 3 реда седишта, повеќе простор во внатрешноста и зголемен багажник благодарение на проширувањето од 25 см. Кога ќе дојде на пазарот идната пролет, ќе се нуди во патничка и товарна верзија. Долгиот ID Buzz се нуди со две големини на батерии, 77 кВч и 85 кВч. И додека актуелната верзија се нуди со електричниот мотор од 150 кW, продолжената каросерија ќе биде домаќин на потполно новиот мотор со 210 кW. Спринтот од 0 до 100 ќе трае само 7,9 секунди, додека максималната брзина се искачува од 145 на 160 км на час. Помокниот мотор ќе се користи и во кратката ID Buzz во иднина. Volkswagen веќе зборува за други изведби. Како почетен мотор, ID Buzz Cargo ќе има пригушена верзија со сегашниот мотор на 125 кW, а ќе биде достапен и со мала батерија од 63 кWч. Најсилна изведба ќе биде верзијата GTX со 250 кW, која ќе спринта до 100 за 6,4 секунди. Корисничкиот интерфејс и инфозабавниот систем прават технолошки скок. Големиот централен екран е реконструиран, а за прв пат има екран кој ги проектира податоците на возилото на шофершајбната. Покрај тоа има голем електрохроматски панорамски покрив кој може да се затемни, а големиот среден страничен прозорец може да се нарача со мал отвор на прозорецот. Многу е известно дека подоцна ќе се нуди и камперската варијанта, која најверојатно би можела да се нарече Калифорнија. Тоа беше се што подготвивме за денешното издание на Автомагазин. Останете во добро расположение и здравје до следната средба за 7 дена на истото место и во истото време. До гледање.